група на луѓе, се поголема и поголема од момент во момент, од околу 400-500, може би повеќе луѓе во овој момент се наоѓаат пред кривичниот суд во Скопје, каде што сакаат да изразат протест против одлуките на специјалното јавно обвинителство да поднесе обвиненија против 17 лица за 18 предмети кои што ги водеше ово обвинителство. Главно се работи за функционери и високи партиски личности од ВМРО ДПМН, за повеќе од 90 лица се мерките на специјалното јавно обвинителство, за одреден дел се бара притвор, за околу 40 и неколку лица, 47 чинам, се бараат мерки за предпазливост. Токму поради тие причини овдека пред кривичниот суд, верувам дека гледачите може да забележат, има се поголема и поголема група на луѓе кои што протестираат против одлуките на специјалното јавно обвинителство, за кое што велат дека се партизирани, дека СЈО работи под партиски диктат. Овдека се луѓето собрани во исчекување на одлуките на судот, кој што има 24 часа да одлучи по барањата на специјалното јавно обвинителство за притвор или за мерки за предпазливост, зависно од тоа за кое лице се работи од обвиненијата. Според првичните информации, рокот истекува утре попладне околу 15-16 часот, бидејќи денеска веднаш по пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство беа поднесени обвиненијата во кривичниот суд, односно предметите со кои што се бара притвори, мерки за предпазливост за најголем дел функционери на ВМРО ДПМН, обвинети во поголем број на случаи. Значи, рековме дека се работи за 18 предмети во кои што има 17 обвиненија во кои се опфатени повеќе лица. Значи, граѓаните сметаат дека специјалното јавно обвинителство, барем овие што се овде, кои што ги запрашавме вечерва, дека работи под партиски диктат и дека нема еднаков аршин за сите политички фактори. Да ги видиме размислувањата на граѓаните кои што се собрани овдека вечерва пред кривичниот суд, а потоа ќе одиме со на што му предходеше на вечерашниот протест. Од 13-та година теророт врз Македонија и македонскиот народ продолжува. Тогаш ја делат Македонија на сите балкански држави, и доделија по едно парче каде што на Грција, кралството Грција, која го створи Европа. Да престани терор да врши врз македонскиот народ, да не остави да си ја изградиме државата и ова парче земје кое ни остана уште ова. Затоа што ние немаме друга држава. Нашата држава ја распарчија, уште ова парче сакаат тие да ни го уништат. Сега се виде со овие кривични пријави што ги поднесе Катица Јанева, дека завзема страна партиска, тотално више ова е јасно на цел македонски народ, затоа што се тие 17 пријави веројатно сите против членови на ВМРО ДПМН. Ние може само да претпоставиме, бидејќи она не каже што е, меѓутоа може да претпоставиме. И затоа сме излезени овде, бидејќи оваа сега моментално влада на Република Македонија со полна уста како мед им течеше низ устите дека ќе се борат за правото во Република Македонија. Затоа и пример дојден овде дека треба да се усогласат нашите нормативни акти, тоест правни, со Европската унија и така натаму. Ако е ова да се усогласи, онда тешко нас. Ние ќе се вратиме 500 години назад. Значи, тоа е целта и веројатно овој народ само иницијативно дојдено, не е ни организирано, не е ништо, меѓутоа јас верувам дека и народ и повеќе ќе се соберат. Зашто ако се продолжи вака, како што го прави оваа влада, ова нема да однесе никаде. Ги видовме размислувањата на дел од присутните овдека. Верувам може да се забележи дека крстосницата кај трговскиот центар Мавровка е блокирана од полициски возила. Засилено е полициското присуство вечерва пред кривичниот суд, каде се повеќе граѓани се собираат во знак на протест на одлуките на специјалното јавно обвинителство, кое што денеска на пресконференција објави дека поднесува 17 обвиненија за 18 предмети кои што беа во негова надлежност.